Тања Митревски и вели дали тестенините се добар избор за вечера. Тања, многу добар избор може да бидат тестенините за вечера, ако си ги направиш особено повкусно, да ги подпечеш со кашкавали и така натаму, и тоа би било преубаво. Но знам зашто точно ме прашуваш, бидејќи сметаш дека можеби се проблем во тоа да подоцна ти се исталожат нели во масти или да создаваат било каков проблем со тоа што можеби ќе изедеш поголема количина на тестенини. И одговорот мој е многу едноставен, а тоа е дека не е најдобриот избор, не поради тоа што тестенините се лош продукт, напротив, особено ако се работи за интегрални тестенини и паста, во тој случај и се многу добар продукт затоа што имаат посложени аглехидрати, се одличен извор на растителни влакна, имаат добри количини на протеин и имаат добри масти, затоа што се сепак доаѓаат од житарици, од растенија. И во поглед на тоа дали треба или не треба да ги јадеш, за тестенините стои едно непишано правило во кое што се вели дека навечер треба да се избегнуваат од причина што количините на јаглехидрат кои што ти ќе ги внесеш, особено ако се тоа бели тестенини, ќе придонесат да се складираат можеби во сало, народски кажано, од причина што тие јаглехидрати ти нема каде да ги трошиш. Вечерата, која што е последниот оброк во денот, веројатно, е во дел од денот кој што е попасивен. И при тоа трошоците на калории нема да бидат доволни за ти да го потрошиш тој дотур на енергија од тестенините. Потребата на луѓето за да јадеме тесто и тестенини не е никаква новина. И тоа ја точно знам што искусуваш, затоа што и мене ми се случувало порано, кога немав никаков ред со исхраната, а причината е едноставна, а тоа е недоволно за внесување на хранливи вредности, кое што придонесува да втората половина од денот телото бара брза енергија. И брза енергија ние препознаваме во неколку работи, а тоа се благо, грицки, сокови, енергетски пијалоци, тесто, односно тестенини. И затоа ни се јадат навечер. Но тоа не значи дека се лоши. Работата е да ги ставиш малку порано, односно нека бидат во ручекот најдоцна и тогаш нема да направиш никаква грешка. Затоа што во исхраната треба едно да запамтите дека не постојат лоши продукти и не постои и храната не ви е непријател. Прашањето е дали правиш правилен избор во конкретни делови од денот и уште попроста математика за телото е дали денеска внесе доволно калории и дали денеска внесе доволно хранливи вредности, тука равенката завршува. Така да, нека биде конечниот заклучок, не ги јади навечер, нека бидат последно нешто во ручекот и ако можеш избирај да бидат интегрални затоа што имаат многу поквалитетен состав, за разлика од стандардните бели.